Најава за денешните настани. Продолжениот празничен викенд дава надеж дека туризмот се враќа на старите патеки. Времеплов на новогодишните прослави. Во пол ек се подготовките за Вевчанскиот карневал. МОН објави повик за наставници ментори. Поскапуваат горивата. Со најавените и со останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес магловито време и појава на ниска облачност, што донесе намалена видливост и малку постудено време со измерена максимална температура од само 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта во Охридската котлина повторно појава на магла и намалена видливост. Утре во југозападна, јужна и југоисточна Европа претежно стабилно време со зголемена облачност. Стабилно ќе биде и на исток од стариот континент. Во северозападните, западните и делови од централна Европа нестабилно време со врнежи од дожд, а на југ од Скандинавија и врнежи од снег. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево, ќе има појава на локална облачност, но ќе биде релативно топло. Максималните дневни температури од 11 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во среда во утринските часови по котлините појава на магла и ниска облачност. Истата ќе се задржи и во предпладневните часови. Попладне по котлините намалување на облачноста и повремени сончеви периоди, а во останатите делови претежно сончево и топло за овој период од годината. Ќе дува и до умерен слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните од -3 до +4, максималните дневни температури до 8, односно 16 степени. Во Охрид во среда во утринските часови појава на слаба магла. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност. Утринската 3, дневната 11 степени. Но во четврток утринска магла, а во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди. Минималната 2, дневната 11 степени. Во петок и сабота свежи утра со температура од 1 степен, а во текот на денот сончево време со локална облачност и максимални 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Витаминка. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Витаминка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Изминатиот празничен продолжен викенд Охрид наликуваше како среде лето. Илјадници гости од целиот Балкан го посетија главниот туристички центар. Уживаа во убавото време на брегот на Охридското езеро и прошетките во стариот дел на градот. Ако новогодишните празници се земат за репер, може да се каже дека туризмот се враќа на старите патеки. Туризмот се враќа на старите патеки.
Ако новогодишните празници се земат за репер, може да се каже дека до вчера Охрид беше препълн со туристи, исто како пред пандемијата. Наликуваше како среде лето, во шпицот на сезона. Според анализите на туристичките работници, најбројни беа туристите од Србија, но имаше групи од Бугарија, Хрватска, Албанија, Турција, Романија и Израел. Убавото време, празничната атмосфера придонесоа за бројните туристи да уживаат во прошетките на брегот на Охридското езеро, но и да ги посетат културно-историските споменици во градот. Се надевам дека ќе успееме да ги анимираме за да дојдат пак и да ја продолжиме сезоната, да нема само летна во Охрид, туку да е преку целата година. Туристичките водичи од соседството велат Охрид е уникатен и доста привлечна дестинација за гостите од бившите југословенски држави. Охрида е јако. Охрид е многу интересна приказна од секогаш. Луѓето многу се интересираат, познати се убавините на Охрид, како единствена дестинација на нашите простори, вели туристички водич од Хрватска. Овој тренд на пораст на туристи се очекува да продолжи. Според најавите на туристичките водичи, голем наплив на гости од соседството се очекуваат и за 8 март. За Божик би имале, како и секоја година, нормално, мислам претежно нашите христијански православни верници од Балканот, Албанија, Грција, може ќе имат и од Србија. Католичките не би дошле за водици, сепак е јануар. Од 8 март очекуваме да се појачат патувањето кон Охрид, а за 8 март ќе бидеме преполни, према најавите гледам дека ќе сме преполни. За Банник, Божик и Водици, како најмасовен и уникатен празник се очекуваат помалку гости, дел од православните верници од Земјава и Балканот. Новогодишните прослави низ годините претрпуваат промени. Заеднички низ годините се празничната еуфорија и желбите кои се упатуваат. Фотографии кои сведочат за новогодишните прослави низ времето се зачувани во депото на Охридскиот историски архив. Во Охрид масовно славење на Нова година има традиција од средината на 50-тите години од минатиот век. Охриѓани пред Втората светска војна го празнувале Божик, а празничната новогодишна еуфорија започнала во животот на повоената генерација охриѓани. Записи за новогодишните прослави низ времето останале на фотографиите во црно-бела боја, од која што дел се зачувани во депото на Градскиот историски архив. Модерната облика, празничната трпеза, музиката и забавата од секогаш биле во духот на времето во кое се живеело, па така и се празнувала Нова година. Генерации деца, денес возрасни луѓе, како и денешните деца се радувале на китењето елка и на новогодишните подароци. Со нетрпение и голема радост се очекувале подароците кои ги носел Дедо Мраз, придружуван од снегулка, а не биле невообичаени и хуманитарни дарувања за децата. Ние пронајдовме одредени фотографии како Дедо Мраз им поклонува новогодишни пакетчина од прилика во раните 70 години на децата од детското оделение при болницата во градот Охрид. Она што денес исчезнува под влијание на новата технологија се новогодишните честитки. Денес местото на честитките го заменаа пораките од мобилните телефони. Некогаш нашите родители, баби и дедовци честитките ги пишувале рачно, а поштарите во полни торби ги разнесувале по домовите. Честитките исто така низ времето доживувале различни трансформации. Станува збор за темплејти во кои што на почетокот е пишан наслов, односно среќна Нова година, а подоцна е ставена фотографија од самиот нарачател или порачател на таа новогодишна честитка. Се разбира, овој темплейт имал огромно влијание и се нарекувал мастер темплейт, од кој што најчесто се правеле околу 10 вакви видови. Секое време носи своји обичаи, се менуваат само формите, а содржината останува иста. Непроменети се желбите, очекувањата, времето кое доаѓа да биде подобро. Празничните месеци кои ги одбележуваат завршетокот на старата и почетокот на новата година е време кога сите си посакуваме подобра и попросперитетна година, а желбите кои си ги упатуваме се најчесто исти: здравие, среќа, љубов и мир.
Подготовките за Вевчанскиот карневал се веќе започнати, а од општина Вевчани најавуваат прекрасно издание со одлична програма која ќе ги задоволи вкусовите на сите посетители и учесници. Вевчани се подготвува за Вевчанскиот карневал, најпознатиот бренд на Македонија, што традиционално ќе се одржи на 12, 13 и 14 јануари. Музичката програма за годинешното издание на Вевчанскиот карневал полека се крчка, велат од општината и најавуваат богата културно-уметничка програма. Ке биде полна со македонска музика и легендарни музичари. Почнуваме со објавување на дел од уметниците, легендите на македонскиот рок-н-рол, Last Expedition на 12 и легендата на македонската народна музика, кралот на тамбурашите Нино Величковски и кумановските тамбураши на 13 јануари. Се надеваме дека сите вкусови ќе ги задоволиме, велат организаторите. Вевчанскиот карневал, кој традиционално се организира пред Василица, е една од најстарите традиции на Македонија за која се предпоставува дека има континуитет најмалку 1500 години. Пишани извори сведочат дека карневалот е стар најмалку 1460 години, но постојат археолошки наоди кои упатуваат на податоци дека карневалот постои барем 2200 години. Денес карневалот е интересно и необично преплетување на пагански со христијански обичаи. Традиционално учесниците се обидуваат да избегнат воведување на современите карневалски елементи, но веќе години наназад има и богата музичка програма. На 12 јануари веќе традиционално се организира програма од забавна музика. На 13 од народна музика и сето тоа испреплетено со традиционалното дефиле на маски, кој завршува со палење на маските на 14 јануари. Подготовките за Вевчанскиот карневал се во полнека од општина Вевчани. Најавуваат прекрасно издание со одлична програма, која ќе ги задоволи вкусовите на сите посетители и учесници. Министерството за образование и наука објави повик за избор на наставници и ментори. На повикот може да се пријават наставници од школите кои немаат наставници со вакво звање. Во Охрид се 2, а во соседна Струга 6 општински училишта од руралните средини. Министерството за образование и наука објави повторен повик за избор на наставник-ментор. Се избираат ментори во училиштата кои немаат ваков кадар. Во општина Охрид бројот е определен за по еден наставник во 2 општински школи Живко Чинго од Велгошти и музичкото училиште Методи Патчев. Во соседна Струга пак со звање наставник-ментор може да се стекнат 7 наставници, тоа од основните училишта Климент Охридски од Раслаица, Зини Хани од Велишта, Гоце Делчев од Јабланица, Единство од Октиси, Ашима Гуши од Радолиште и Мурад Лабуништи од Лабуништа. Наставниците може да поднесат барање за напредување во звањето наставник-ментор ако имаат најмалку 7 години работно искуство и се вработени на неопределено работно време. Министерството за образование и наука во планот за темелна реформа на националниот образовен систем од 2019 година воведе бројни промени во сите сегменти во образованието. Предвидува повеќе системски мерки за да влијаат на личната мотивација на наставниците за работа, да придонесат за подигнување на дигнитетот и важноста на просветителската дејност. Една од тие мерки кои произлегува од новиот закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта, кој предвидува можност за кариерен напредок во звање и ментор и советник. По изборот, стручниот соработник добива соодветен дополнителен паричен надоместок како дел од личниот доход од работниот ангажман во иднина. Во Охридските основни училишта засега има наставници со звање ментор, но нема советници. Поднесувањето на барањата за напредување во звање наставник-ментор се поднесуваат најдоцна до 20 февруари. Секој барање поднесено по овој датум нема да се разгледува и рангира. Намалена видливост поради појава на магла има на повеќе патишта во државава, информираат од јавното предпријатие Македонија Пат, од каде посочуваат дека сообраќајот се одвива непречено по наместа влажни коловози. Намалена видливост поради појава на магла до 100 метри има на патните правци Битола Прилеп,
Охрид Ресен, Охрид Струга, Македонски Брод Кичево и на планинскиот превој Плетвар. Од 50 до 100 метри на патниот правец Штип Струмица и Штип Неготино, Тетово Скопје и од 100 до 150 метри на патните правци Велес Катланово, Катланово Велес и Свети Николе Куманово, стои во соопштението. Од Автомотосојузот на Македонија дополнуваат дека на одредени патни правци кои поминуваат низ клисури и усеци можна е појава на поситни одрони и апелираат на внимателно возење и прилагодување на брзината спрема условите на патот. Цената на горивата од ноќеска на полноќ се зголемува за 1,5 до 2 денари за литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,68%. Малопродажните цени на бензинот Евросупер БС 98, на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,5 денар, додека малопродажната цена на Евросуперот БС 95 се зголемува за 2 денари за литар. Па така, Евросупер БС 95 ќе се продава за 79 денари за литар, Евросупер БС 98 за 81 денар за литар, евродизелот пак за 81,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство 80 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,062 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 40,655 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Руската војска продолжи со напади врз главно цивилни цели во Украина во изминатите 24 часа, објави денес украинската војска. Се наведува дека руската војска извршила 6 ракетни и 52 воздушни напади, како и 77 напади од системи за ракетни фрлачи. Сите 6 ракетни напади и 30 од воздушните биле насочени кон цивилна инфраструктура, соопшти генерал штабот на вооружените сили на Украина. Украинските сили собориле и 27 ирански беспилотни летала шахед лансирани од руските сили, додаде генерал штабот. Руската војска изврши ракетен напад врз арената за хокеј на мраз во Дружковка во областа Донецк. Таму играл хокеарскиот клуб Донбас, поранешен шампион на највисоката украинска лига во хокеј на мраз. Видео поставено на социјалните мрежи покажа дека се чини дека е арената Алтеер во пламен. За време на известувањето на францускиот новинар Пол Гасние живо на програмата на француската телевизија од украинскиот град Краматорск, проектил експлодирал на само десетици метри од репортерскиот тим. Експлозијата се случила ноќта на 2 јануари, додека новинарите во живо ги пренесувале последиците од најновите бомбашки напади кои Русија ги изврши врз градови низ Украина. Застрашувачката експлозија го натерала новинарот и неговите колеги да побегнат, но за среќа нема загинати или повредени. Сите присутни во студиото во Франција биле шокирани, дури и новинарите останале збунети од ситуацијата, а подоцна успеале да искоментираат што се случило. Еколошки активисти од групата Последна генерација истуриле портокалова боја на фасада на зграда на Сенатот во Рим. Овој чин беше поттикнат од се поалармантната статистика и климатскиот колапс, велат активистите. Председателот на Сенатот Игнасио Лароса остро ги осуди постапките на еколошките активисти. Додаде дека за денес закажал состанок на владеачкиот совет на горниот дом на парламентот, каде тема треба да биде токму овој инцидент. Собственикот, директорот и управителот на српскиот сплав Фристайлер се уапсени поради инцидент кој се случи на новогодишната ноќ, кога тој предмет потонал во реката. Тројката е осомничена дека на 31 декември 2022 дозволила поголем број луѓе на сплав од капацитетот на објектот, кој делумно потонал поради тоа и ја загрозил безбедноста на голем број луѓе. Сите гости биле брзо евакуирани од сплавот, а неколку луѓе биле полесно повредени. Многу гости останале без своите работи, а она што било спасено во понеделникот било изложено пред сплавот за луѓето да го соберат. По несреќата се огласи и Министерството за внатрешни работи на Србија. Полицискиот полковник Игор Васич изјавил дека за време на новогодишната ноќ полицијата спречила по сериозни последици од делумно потонување на справот Фристайлер на брегот на Сава во Нов Белград. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.